На денешен ден во 1797 година потпишан е мировен договор меѓу Австрија и Франција, со што се укина Венецијанската република. Франција доби венецијански поседи во Албанија и острови во Јонското море, а Австрија ги доби Венеција, Истра, Кварнер, Далмација и Которскиот залив. На денешен ден во 1849 година во Париз почина полскиот композитор и пианист Фридрих Шопен, творец на полскиот национален музички израз и еден од најпопуларните композитори на музичкиот романтизам. На овој датум во 1854 година, за време на Кримската војна, британските, француските и турските трупи ја започнаа опсадата на Севастопол и по 11 месеци го окупираа пристаништето на руската црноморска флота. Со мировен договор по 2 години, градот бил вратен на Русија. На денешен ден во 1855 година, англискиот пронаоѓач Хенри Бесемер го патентирал процесот за преработка на железо во челик. Процесот, наречен бесемеризација, носи полесно, побрзо и поевтино производство на челик, првично наменет за оружје. На денешен ден во 1915 година роден е американскиот драматург Артур Милер, автор на светски познати драми како Смрт на трговец патник, Вештерки од Салем, Поглед од мостот, позната и по неуспешниот брак со холивудската ѕвезда Мерилин Монро. На овој датум во 1931 година, американскиот гангстер Ал Капоне е осуден на 11 години затвор за затајување данок. На овој датум во 1973 година, арапските производители на нафта ги зголемија цените и го намалија производството на нафта, како одговор на американската поддршка за Израел во арапско-израелскиот конфликт. Ова предизвика тешка економска криза. На денешен ден во 1997 година, легендарниот револуционер Ернесто Че Гевара е погребан во мавзолеј во градот Санта Клара, Куба, 3 децении откако беше убиен во Боливија. На денешен ден во 1998 година во Лондон поранешниот чилијански диктатор Аугусто Пиноче е уапсен на барање на Шпанија за екстрадиција за судењето за убиствата на стотици шпанци за време на неговото диктаторско владење во Чиле. Тој беше ослободен во март 2000 година, а по враќањето во Чиле апелациониот суд го прекина судењето, прогласувајќи го за ментално неспособен. На овој датум во 2001 година, израелскиот министер за туризам Рехавам Зеви беше убиен во Ерусалим во атентат на членовите на Народниот фронт за ослободување на Палестина. На денешен ден во 2003 година, Кина стана третата земја во светот која испрати човек во Вселената. Јанг Ливеј летал околу земјата 14 пати со вселенскиот брод Шенжу 5 за време на летот кој траел 21 час. На денешен ден во 2009 година, владата на Малдиви со состанок на дното на океанот, 4 метри под неговата површина, символично ја истакна опасноста од глобалното затоплување за сите народи што живеат покрај бреговите на океаните и морињата.